Добар ден, почитувани гледачи. Ова е емисијата Македонско издание, која што секоја втора сабота во 1 час од попладне се емитува на Роџерс телевизија на каналите 10, 63 и во High Definition 510. Како што веќе знаете, Македонско издание ве информира за поважните настани во комунава во Торонто и околината и ве забавува со македонска музика. Веќе 19 години нашата македонска заедница преку оваа емисија е представена со својата култура, мелос и традиција на сите гледачи кои ги следат мултиетничките програми во оваа наша втора татковина Канада. На 1 јули се навршуваат 150 години од формирањето на оваа држава и македонската комуна на тој ден ќе земе учество на парадата на нациите, која ќе започне во 10 часот наутро и ќе трае до доцна во ноќта. По тој повод, играорната група Македонка ќе настапи на бината на Dundas Square во 2 часот попладне, каде што сите ние би требало што помасовно да излеземе и да ги бодриме нашите млади играорци. Значи, дојдете сите со македонски и канадски знамиња и земете учество во оваа прослава со цел да се представиме во најдоброто светло помеѓу сите други нации. Инаку, за денешнава емисија подготвивме прилози со кои се надеваме повторно да го задржиме вашето внимание. Јас сум Победа Пискачева, продуцентот и водителот на ова ваша програма и сакам на сите вас да ви се заблагодарам за убавите зборови кога ќе ме сретнете во врска со содржината на ова македонска програма. Исто емисијава, како што знаете, после оригиналното емитување на кабловската телевизија во Онтарио, може било кога да се прати и на нашиот сајт www.macedonianedition.tv. Денешнава емисија започнуваме со интервјуто што го снимивме со Мето Колоски, председателот на Обединетата македонска дијаспора, кој беше во Торонто минатата недела по повод одржаната Rocking Party, од која средствата беа наменети за Македонскиот филмски фестивал, кој оваа година повторно ќе се одржи во Торонто во октомври. Почитувани гледачи, разговараме со Мето Колоски, председателот на Обединетата македонска дијаспора, кој што овие денови е овде во Торонто на Rocking Party, која што е организирана веќе по 3-та година овој пат, и оваа година целиот приход ќе биде наменет за Македонскиот филмски фестивал. Повторно, добро дојдовте во Торонто. Добро ве најдов, Победа. Чест ми е пак да сум на вашата емисија со вас и со вашите гледачи и особено ми е задоволство да сум во Торонто. Ова е као мој втор дом. И мило ми е што по 3 пат се организира овај одличен рокен парти тука во Ashbridges Bay Yacht Club и сакам да се заблагодарам во име на омада на целата труди и активности работа на Елизабет Наумовски и Наташа Денковски за организација на овај прекрасен настан и средствата се наменети на многу убав македонски филмски фестивал кој е нели единствен надвор од Македонија, кој промовира над 100 години македонска филмска индустрија. Точно така. Поводот зашто сакавме и овој пат да разговараме со вас се сите активности кои што Обединетата македонска дијаспора ги прави секојдневно, водат кон една цел – обединување на сите македонци каде и да се. Од секогаш сте биле многу вокални како организација во однос и на нашата република, политичките збиднувања тамо. Само еден кус преглед, ако може накратко да ми кажете, како ја согледувате моменталната ситуација во нашата земја?
Видите, прво сакам да кажам дека Обединета македонска диаспора од секој пат била не партиска, невладина организација кој не зазема страна во политичките случувања во Македонија. Нашата цел е промоција на Македонија и заштита на македонските национални интереси и македонската кауза, вклучувајќи и името, идентитетот, јазикот, македонските човекови права во седните земји, како и правата на македонците во сопствената земја, поради тоа што гледаме последните случувања, особено со тиранската платформа, која стварно наштети на унитарноста на Македонија. Македонија е земја кој ние како Обединета македонска диаспора цврсто стоиме зад унитарниот територијален интегритет на Република Македонија, суверенитетот на таа држава и не смее и нема да дозволиме промена на граници. И дефинитивно таа страв се уште постои кај македонците дека некој ден дел од Македонија би се отцепила и би станала дел од некоја голема Албанија или голема Бугарија или некои други третини кои, знаете, често во медиумите излегуваат како конгресменот Дейна Роербакер, кој кажа дека нели голема Македонија е измислена држава која ќе се подели помеѓу голема Албанија и голема Бугарија. Слично министерот на одбрана на Грција во сегашната влада пред месец дена истото го кажа тоа. Така да дефинитивно постои таа страв и несигурност и ние мислиме дека Македонија треба што побрзо да влезе во НАТО за да ги заштити границите повеќе. Мислиме дека преку членството во тие одбранбени асоциации како НАТО би помогнала на Македонија многу. Многу бевне загрижени со состојбата околу назначувањето на господинот Талат Джафери, како што бевне револтирани кога беше назначен министер на одбрана во тогашната влада на премиерот Никола Груевски. Тој човек е човек кој е сомничен за злосторни дела против македонската армија и полицајци, нели Вејче, многу познато во 2001 година, и такви особи не би требало да имат функција во Македонија, во било која партија и во соработка, во коалиција со друга партија. Другата работа е што на некој начин се смири топката во Македонија со поставувањето на новата влада, сега предводена од Зоран Заев. Како што кажав, ние не заземаме страни, ние сме тука да го представуваме гласот на македонската диаспора кон тие институции во Македонија, и така да ние мораме да имаме отворена врата на комуникација со сите политички субјекти во Македонија за да ја представиме сликата на македонската диаспора и да знаат дека македонската диаспора стои зад Македонија. Македонската диаспора е спремна да помогне на Македонија, но македонската диаспора нема да дозволи да се наштетуваат на македонските национални интереси. Например, како? Па, видите, сега се случуваат многу работи околу името. Нели има дискусии во Грција, беше Никола Димитров, Зоран Заев отиде во Брисел, имаше состанок со генералниот секретар на НАТО, како и комесарот Јоханес Хан од Европската комисија, така да дефинитивно има притисок од страна на НАТО и ЕУ да се реши овај проблем, но не смее да се наштети на македонското име и идентитет, и тоа е цврст став на омада, и владата на Македонија треба да работи прво пред се да се реши внатрешните проблеми на Република Македонија, и тоа е пред се соживот со сите малцинства, да немаат тие малцинства некакви идеи за отцепување на Македонија, да бидат вистински граѓани на Република Македонија и да се посвети повеќе на економијата и младите, македонците млади да не заменуваат од таа татковина и да остануваат и да ја гледат сопствената иднина во Република Македонија, а не надвор. Откако се распадна бивша Југославија и Македонија се отцепи од таа држава, некако постои верување дека сепак Запад или Соединетите Американски држави
im odgovara na neki način da se sozda ovdje jedna muslimanska golema država, tako da kažeme golema Albanija, kada što bi gi se obralo site, ovije narodi od Evropa, kako bi možele da se sprotistavime na tije, da kažeme, obidi. I znajme deka vi jeste tokmu tamo, vo srceto na Washington, i deka rabotite, non-stop lobirate vo kongresot i non-stop imate ušte pogolem broj na lugje prisalici, što se veli kon naša ta kauza. Da li je to dovoljno? Видите, работата што ја работи Обединета македонска диаспора е многу битна за Република Македонија, особено тоа што сега во Конгресот устари од 2011 година постоја група на пријателство со уставното име на Република Македонија, Macedоnia, Congressional Caucus on Macedonian Americans. Во рок на 6 години, да речеме, скоро 32 конгресмени кои само во последниве 6 месеци се зачленија скоро 8 конгресмени. Така да ние имавме помала бројка пред изборите во ноември. Таа група стана многу поактивна сега од како што беше претходно. За жал, имавме одлична конгресменка што ја водеше групата, но сепак треба и повеќе луѓе да ти помогнат. Не може само една канцеларија. И се разбира, лобирањето во Америка е гласови и пари, а омада не е организација кој донира на политички кандидати. Ние не заземаме страна ни во Америка, ни во Македонија. И така да ние градиме пријателство кај ови конгресмени и можам да кажам дека сега токму дојде времето можеби за македонската кауза со ови конгресмени. Сега туркаме да државниот секретар на Америка Рекс Тилерсон да ја посети Македонија. Имаме писмо кој го започнавме пред една недела, скоро 9 конгресмени, 10 конгресмени се потпиша на тоа писмо и се надеваме до 40-50 луѓе ќе стигнеме и ќе се испрати до секретари Тилерсон, кој ќе побараат од него да се заложи за Македонија, за унапредување на америчките македонски односи. Нели во 2008 година се потпиша ова стратешко партнерство, декларација помеѓу Америка и Македонија. За жал, за време на Обама администрацијата, таа декларација ништо не се направи. Нема посета во Македонија, висока посета од министер за одбрана на САД од 2007 година, државен секретар од 2003 година, председател од 99 година. Така да е многу клучно секретари Тилерсон, државниот секретар, да ја посети Македонија, да им каже на народот и на лидерите во Македонија дека Америка стои зад Македонија. Сето тоа што Обединетата македонска диаспора го прави е стварно на врно ниво. Како, без разлика кој е на врв на политичката власт во нашата земја, како што може да се направи да сите овие сугестии, идеи, сепак е тоа западен начин на размислување, лобирање, кое што вие го работите, да биде поприемчливо од нашите политичари? Во македонците, лидерите во Македонија треба да сватат дека диаспората не смее да се дели политички. Диаспората, единствена политичка партија на диаспората е Македонија, нашата татковина, и ние мораме тие мора да подлабочуваат односите со македонската диаспора, и верувам дека со тоа што гледат и во Македонија успесите на македонската диаспора, сваќа дека не е таа диаспора кој тие мисля дека е К15, ја $5 или $10 ќе дадам за татковината, што е многу абсурдно менталитет на македонците. И еве, вашата работата на организации како Македонски филмски фестивал и други, повеќе промоција ние правиме од било кој лобист кој би бил платен $60-70 000 месечно да лобира за Македонија.
Да продолжиме сите заедно да работиме за Македонија. Дефинитивно победа, благодарам, обединети можеме, обединети ќе успееме и се надевам и барам внимание, барам и луѓето да не се делиме како заедница. Оти остана нашата заедница една од тие вистинските бранители на Република Македонија и да бидеме внимателни што се случува во татковината, но да бидеме поддржувачи на татковината и да не дозволуваме некој да ја кроje судбината освен ние македонците. Благодарам многу. Благодарам, победа. А сега, почитувани гледачи, следува една музичка номера. Како бисер моето срце, школка ти го ставаш, па испраќаш таму, кај што секој спомен удавен на дното самува. Убав мој бел лебеде, со тебе црно есе, љубовта мртво море не плови ме. Убав мој бел лебеде, нашето созвездие, скаснато е, не можеме да летаме, без крилја сме. Мојта душа ти ја газиш, па испраќаш таму, кај што секој спомен удавен на дното самува. Убав мој бел лебеде, со тебе црно есе, љубовта мртво море не плови ме. Убав мој бел лебеде, нашето созвездие, скаснато е, не можеме. Убав мој бел лебеде, со тебе црно есе, љубовта мртво море не плови ме. Убав мој бел лебеде, нашето созвездие, скаснато е, не можеме да летаме, без крилја сме. Згаснато е, не можеме да летаме, без крилја сме. Емисијава ја продолжуваме со материјалот што го снимивме на 12. мај годинава во салата на нашата православна црква Света Недела во Ејджекс по повод одржаната презентација за подготовка на македонски специјалитети. Во организација на новата управа на женската секција, раководена од председателката Нина Ѓуровска-Веселиновска, овој успешно организиран настан ги воодушеви присутните гости. Драги мои, се враќаме поново во нашата мала, али сладка кујничка, Марија Куве. Благодарам. Сега ќе го припремаме нештебела. Збора што треба да се глават над Лил Катлеца. Во нештебелот се од
6 шницли, една црвена пиперка, една зелена пиперка, една главица крови, една жолта пиперка, една оранж и зучини. Печура. Тоа е се и од пипер црвена, лук, Макдоналдс, сол, орегано и безо. Тоа е сето за вештево. Целиот вештев што го исеповне, го турваме исто на парчмент пейпер. Некој може да го пржи, али кога ќе пржи, одзема кој време затоа што пушта вода. Јас го плавам исто како и вил котлецот на трее со парчмент пейпер, му додавам натре Макдоналдс, суп или фреш ако имате, црвена пипер, лук, орегано, црвена пипер и солта. Се додава маслото, се измешува сето заедно. Ова вака припремано се печи за 10 до 15 минути додека да омекни вештевото, потоа се вади и се става подозгора на вил котлецот. Пред тоа се става сос, ќе видите во наредниот секшен, кога ќе почнеме да го припремаме вил котлецот. Ова сега за 10-15 минути по штопата се клака. А додека тоа се става по штопата, малку музика ви молам. И во денешнава емисија имаме неколку информации. За сите ваши прослави и одбележувања користете ги банкет салите во црквата Свети Климент Охридски во Торонто. За информации и резервации јавете се на 416-4217-451. За професионално и поволно дизајнирање на веб сајтови побарајте ги TJ Hosting на 647-547-3061. И секако читајте македонски вести, сега и со детални информации и важни надписи за македонската комуна во Торонто. За сите врсти на животно осигурување, осигурување за критични болести, осигурување на вашиот кредит за куќа, инвалидско и здравствено осигурување и осигурување кога патувате. Јавете се на 647-977-0233. Ние ќе ви помогнеме да го одберете најдоброто и најповолното осигурување за вас. Еден од најстарите голф турнири во Канада, Canadian Macedonian Open, по 75 пат ќе се одржи на 4 јули 2017 година во Station Creek Golf Club. Регистрирайте се што поскоро на macedonianopen.com, порачуваат организаторите и бидете учесник на овој значаен турнир кој оваа година го прославува своето 75 годишно постоење. It's our pleasure again to talk to Virginia Evans, the Executive Director of the Macedonian Film Festival, that this year is again happening in October. Yes. But right now we're at this beautiful place doing what? Well, this is the third annual Rocking Party. And this year it is being put on by not just the United Macedonian Diaspora, but also the Macedonian Film Festival. And it's for the benefit of the Macedonian Film Festival. So that's even better. So it's really exciting that we've got this wonderful partnership. We just wanted to remind our viewers about the October event, right? Yes. And so they get ready. We're in process of gathering movies. What should our Macedonians and everybody else who loves
foreign films expect from our film festival this year? Well, I've been searching for some really interesting films, and we're hoping that we can get a couple of films that have already, unfortunately or fortunately, been in Toronto already. But we have a wider audience, and I think that the people that come to our film festival will agree that it'll be wonderful to have them. And don't forget, it's October 29th and 30th, which is the last weekend in October. And we are going to be at the Carlton Cinema again. And we're looking forward to it. Thank you very much. Thank you. Bye-bye. Пред самиот крај на емисијава го објавуваме и апелот на генералниот конзул на Република Македонија, доктор Јовица Палашевски, за што помасовно учество на македонската комуна во прославата и парадата по повод 150 години од постоењето на Канада. Во апелот се вели: молам за ваш максимален ангажман и присуство на представување на нашата татковина Македонија на парадата на нациите по повод Денот на Канада. Парадата ќе се одржи на 1 јули, сабота, и започнува во 10 часот наутро. Во 2 часот попладне настапува играорната група Македонка на Дандас Сквер. Ети, почитувани гледачи, тоа е се што подготвивме за оваа емисија на македонско издание. За време на летниот период, секоја втора сабота ќе емитуваме репризи од нашите емисии, кои може да се видат и на www.macedonianedition.tv. Имајте долго и топло лето, без разлика каде го поминувате, во нашата прекрасна Македонија или овде во Онтарио. До нашето следно видување со нова емисија во септември. Пријетно и довидување. Thank you.